си ти. Свугде куде идеш све неки интервјуа, ја не знам тој куде га естествено поредно се знаеше, ујко ти каже запослите га дете, они те примив. Нема и после се чуди 30 години што да ти прави. Разбираш, а сак све некои питања, све некои интервјуа мајкум. Барем ги научи сите прашања. Па отиде да виду што ќе ме прашав и вика прво питање, ја викам ајде пажливо слушам. И овај Вања или овај још увек ми е мистерија да ти кажу право. И вика еве Перо прво прашање, вика дали знаете вика кои се како се нарекуваат вика личностите кои што сакаат да имаат интимни односи со повеќе партнери истовремено. Бре. Па ја го погледна овако викам. Па викам тоа е лесно прашање бе душа ако добро те разбра викам. Тоа е викам распија. Овој не, ја како така ќе кажеш? Вика, внимавајте на зборовите, треба да го задржиме нивото, знаеш, овој на мене. Немојте со такви стари предрасуди, па вие за каква позиција се борите, знаете ли? Викам, извини бе душо бе. Ја сакаше да речу распија, викам. А сакаше да речу курва да. Ама да га задржу малку ниво, разбираш ли ме? Не, тоа како така ќе зборите, викам, па да не викам дромфуља. Да не викам радодајка. Не, викам нимфоманка сигурно е. Не, вика тоа се нарекува вика полиаморна личност, вика вие тоа мора да го знаете ако сакате да бидете координатор за родова и сексуална еднаквост. Ја викам извини бе душо, па не сам знае ја дека личност што се да речу се сповише у исто време дека се викала полиаморна личност. Бре, мајко. И тако ништо не бедна со тој позиција душо. Ама веднаш потоа, кога што знам, стана Перо директор. И Перо од шофер, од пивот, од што, од доктор, и стана директор. Сега ти ако сакаш, мислам, можеш да ни откриеш и каков директор си стана и колку се задржа таму, како ти беше директорувањето. И што бе душо, ја сакаше да биду директор, тоа е нереализирана идеја да речу. Ја највише сум сакал да биду директор затоа што директор кога размислиш најлосно и да бидеш па во овој нашу државу. Само треба малка да си го припрост, па не ти треба ни некоја школа, ни некој образование, да. Партија ти треба. Па треба само партија и 1-2-3 пат да го исчукаш жену ти у тек на годину, чисто да те има по новина там да се вртиш дека си актуелен, нешто да се дешава и ништа друго не ти треба. И ништо сакаше да вржу малку да речеме тој по Охрид туризам и религију и веру нешто тако е ми некоја идеја дојде да праву сунети на туристи што ќе доаѓав у Охрид да има бесплатен смештај и да ги правиме туризам, разбираш ли? Да ги сечеме оној, сваѓаш, сунет. Ама не ми успеа таа идеја, пошто вие имале, како се вика, од политику тамо, од Владо и се си имале некои други идеја за бизнис и мене не ми го дадевате тој бизнис идеја и ја не мога да бидам директор да ти речу, а па не ми ни криво да си кажу право. И после си кажа, викам најубаво, викам такси, да возу. Тука има една многу опасна приказна, дека Владимир ти помогна да стане, са ти може ќе ме прашаш кој Владимир, ама не знам дали ќе се сетиш. Владимир Путин. Ти помогна да станеш таксист и ти си му бил вечно благодарен. Дали е ова вистина? Па добра душа, јас сам да решу с најголеми тие нели сам ти рекол ја дека с човека с кој сум куќан пријател и како ги, значи све сам с такви некои битни личности сам пријател и сум ми помогнале. Од Никола Груевски до Путин. Ми треба, па ќе го питам и онога горе Маѓара Орбана, па ќе го питам и овога Путина некад кад ми затреба нешто. Сви ги имам на Вибер душа. Еве ако сакаш сак да ти отвори да ти покажу, ја броеви имам од сви тие луѓе. Ти су они добри смере. Кад ги притреба нешто да дојдев у Македонија и да се возив, они мене ме трашив. И на крај бидна си таксист, гледаш колку си запечалиш, тој си е твое. И тако ли душ. А све почна од тога електроинженера пропалога што ништа не се деси. Значи, ја сам што го заврши моју школичку за електроинженера прифатну, доле у Стругу беше завршила. Значи, сакаше да бидам факултетски образован. Гледам сви таксисти имав по 2-3 факултета, машински има, кој има информатику, кој не знам што, викам, па дај бре, викам и ја да будем нешто, ти де тамо, викам, дечко Стругу, вика што... Да, и у Стругу е многу добар факултет. Да, што ги образувал, вика како сакаш, на кој јазик сакаш да те образуе, вика като ти идеш тамо, вика в автобус те симне, вика кој сака нека пуши цигаре, кој сака нека пие кафе, кој сака нека завршува факултет, кај чуемо се назад и идемо,
И ја тако викам с njega, с тој дете, му викам слушај, Политичари да, викам слушај таму. Мики, он добро дете тако беше, викам може ли да ми направиш едну диплому? И он вика како не, викам тебе вика кога ќе те виду како струја да те ударила, викам највише ми личиш за електроинженер. Викам може, викам тој па најубаво ќе ми биде. И овој сега те направи еден електроинженер, што е тој дечко образовае луѓе. Више него Кирил и Методи и Климент и Наум не се образовале. Заедно. Он, ама штето во псишега. Во псишега. Многу фино дете беше. Есак средњу немам, ја морам да признам. Ама немаше он печат за средњу. Битно е да си има нешто. Али битно факултет па имам. Факултет е друго, да. И со факултет да ти кажу многу фино ми тако бедна. И почна прва работа ми беше како електроинженер да иду на терен. Отиде куде у Четирце една викендица, имамо ми там Четирце, не га знаеш што е наше локално село. И отиду ти ја там. И имаше една газдерица душо. Така каже некој приказ. Приказна душо. 35 години како Лила Филиповска на времето како антилопа гази на куде нас и иде сака да му се направи у базен, да се направи како се вика осветлење од оздола. Вика сакам како у Дубај навечер да се бањам, вика светла да гаѓа од 40 за друг крај на Куманово за Доброшане. Викам нема проблем душо, викам јас сум експерт за тие работи, викам секој се симно, јас облечу ти си угаќице да се спушту, земувте тој сијалицу, зему која жица доле, да се спушту, да уштекам свика трип наше. Не. Што е работа бе, викам мислаци? Бе вика, па не можеш вика да спајаш голи жице у воду со сијалицу, на мене ми вика тој. Предпоставен. И ја викам што? Па викам будале ли сте бе ви, јас за едну сијалицу, за едну жицу овие кубици воду викам толку да изваду викам од цел базен. Па ви арни ли сте викам? Ако де е тој морска сол, тај што е те мирис на лаванду, тој све што ставила господја, па они за џабе пари не су давале бе, па тој муж во оштето од Афганистан земај па го направиете тој викам. И ви се сакате да се расфрљамо ми овдека. Викам кад сте глупи, кад не знаете една сијалица, викам како се вржуе, викам те ви тамо, знаеш, фрљи ги и толку е трајала прва моја работа. Одма ми изнервираше. Ама ти со газдарицата може би таму нешто после тоа. Не бе, душо, не. Пошто ја опиша како антилопа, како вака. Не бе, тај гледали ме мене. На тие паре таму мужеву погодиле га у јајца афганистански снајпер. Многу јаки паре. Што е мене ти да ми стресаш како куче без буе сам. Дали после ова, цел овој твој живот би прифатил можеби па да бидеш и стендап комичар? Тој да кажуваш вицеви. Тоа е убаво питање ме. Такој. Овој како се вика ми пита. Би сакал тоа да се опробам. И ако може негде да отиду у некој, дали тие сале тој што правив по неки други град, по неко место, по Прилепли, по Битолу, куде год да сам, да се пријаву и да кажу, пошто многу они за мене вика Чикаперо кога ќе кажу вицеви у такси много се смеа. На Славу кога ја прв кажу виц, сви се падав. Слушам по тој паре се зимало плис. Замисли карту да плаќаш. Има еден Жарко Парта ли прави? Која те нека познава. Од Куманово еден. Стендап комичар. Не ги знам тие. Ново дете. Не ги знам тие, да ти кажу овие други кумановци, некои што правив, тоа е или некои одека има по Скопје, имате ви доста. Ќе го викнат некогаш на Бубамара нешто да каже, ново дете. Ја немам дете леп време да јадам. Од дома не по телевизија гледам, ако ми збориш нешто за телевизија. Не сум јас сум тата кој на виц да насмеу некога да овој, ако нешто може да се земе нека пара да ме викнев, ќе отиду, па што ме во мајка, нема никаков проблем. И нек ми извини овај народ малку е такој кај се. Дали Перо Гуртна некогаш би се иселил од нашава држава Македонија или па може би е локал патриота, не знам. Зашто да се иселу бе душа? Куде да иду? Под овдека нема нигде поубаво бе душа. Зашто да се иселу? Ти си во секаде, знам. Јас сум бил и на други места, али бил сам на Мован, бил сам беше на Малту еден пут и там сам бил. И на други места, али некако како моје Котино и моје Нагоричане нема ништо боле ни Табановце и тако е, да ти кажу право. Друго што да ме питаш, не знам, само ако највише ми желја овој да може да отиду там со овој комедију да направам неки штос, да ме погледав луѓе.
И ете, тоа ми е желја, тоа ми останува. Често пати се коментира, Перо, во јавноста дека ти си бил пилот на авионот кога Зоран Заев и Османи ја направија она фамозна фотографија кога ја внесува Македонија во Европска унија, но до ден денеска не сме влезени во Европска унија. Дали можеби ти знаеш како да ја внесеме државата во Европска унија, знаејќи дека ти си бил на пилотот на таа фотографија? Па не сам јас. Дали можеби се каеш? Они су може да помисле јас сум стюард биел тој кога работеше, пилот не ми дава мене такве големе функции душа, а тоа е јака екипа што кажуваш. У Европу да ти кажу право нас ни Господ не улаза. Не у нас така да речу малку сам скептик по тој питање. Али добро. Може некад па и тој ќе се деси, да ти кажу, другаре. Јас за побитни теме за мој стомак сам да ми се да има повише путници и нешто плюс за другу работу, еве влечу работа ако може да улегну со тие што се ви да почну нешто да на тие шаре да кажуju и така е. Ја мислим. Може би си слушнал, не знам дека наскоро ќе има и надпревар за мерење на јајцата со шубљар. Не знам дали ќе се пријавиш на овој надпревар. Па не би се пријавувал, душо, јас со тако еминентни личности не можам да мерам, јас сепак си го поштувам својата клиентела која што ми е така моја, да речеме, изворна, кумановска и таа што си ја возам и за сега ќе останам по старите патеки да си возам со, нели, моите туристи, може би да некого ако можам да го закачам по 50 евра за до Кокино и тоа ми е добра шема. Често ги возу и за државну болницу овдека некад кад ги треба. И тој ги возу многу идев така вика пошто до Скопје и може некоја случка у Скопје до државна болница. За државна болница. Па немам некој случај да ми се деси. Со некоја баба или? Не, па бабе не возу ја. Бабе не. Али тој сам возија и тако најдалеко до Скопје што сам стигнаа до државна болница и тој знам од Кокино до да кажу до Нагоричане. И тоа е душа. А Драчево? Не се го фату Драчево? Не сам бија. Еве. Очи ми треба да кажу, ама не сам бија. Разбираш ли? Перо, имаме неколку прашања од нашите гледачи, па можам, еве, ќе се одважам да ти ги прочитам доколку сакаш. Да. Нема никаков проблем. Дали сметаш дека за секој македонец треба да има и по еден психијатар, вели? И како тоа ќе влијае врз јадењето гурави на Facebook секој ден? Па види душо, ја мислам дека психијатар кога нас тој не се практикува. Кога нас психијатар кој знае убаво да го искористи, тоа е кога мене у кола кад седнев, ја се некад доживу како психијатар, кога ќе почнев некој да ми расказуев што ги се десило, па да, кога фризера и кога таксистот. Тоа не си бил. Ја што не сам бија, а и тој. Кога фризер и кога таксистот кога ќе отидеш, можеш све да си кажеш, разбираш ли? И они мислив, ама мене па ми убаво да ги се слушам па и ја да кажу, јас сум такав зборлив тип. Ја не можу како утка да ќуту и да слушам само некоја, не ми прави му обед, ти плату 300 денара још од цена. Налет пари. Налет пари бе душо. Не мора ни ич кога ќе ми каже некој причу, кога ќе чуе за некога нешто, мене тоа ми исполнува. Ето тоа е тој. Значи и треба се за луѓе малку да ги прави оваа нација више да речу не е за пари, него такој се створи некоја атмосфера. Перо, што Перо Гуртна има да порача на нашата публика ако се знае дека јас и ти не сме ни вечерани денеска? Дека не сме вечерани. Па не сме, нели? Па што ќе па ти идемо сега ќе вечерамо. Заврсили ги тие питања душо. Еве ќе ги поздравувам јас сега и ќе отидемо на некој кебап и нешто ќе почастиш туја, а сега сам ја доша у Скопје, разбираш, не само да Нема проблем, Перо. И тоа во Драчево пошто не си бил. Етем Боже па таму и нешто ново да доживуја. Тако ли? Тако е. Многу ми навика Драчево на море, ама нема море, да знаеш. Нема. И тој ќе направимо, ако треба, разбираш. Политичарите прават деца за гради ќе има, не па море. Политичарите прават на времето имаше јака работа и по 3 деца имаше, како беше за секое семејство по 3 деца, по секое 3 има и трето дете, време ќе бесва тој сега нешто малка се намали да јебу стандартак. Дали Перо ова лето на пример ќе гостува со своето такси некаде во некој локал и зошто не? Па со своја такси нема да улетува локал, душо пошто тоа не е безбедно. Со своето такси шоу. Со такси може да го оставу надвор, а со моје шоу ќе улету некоја што год. Ако е било тој нека да речемо сала, неки луѓе да се собере, нека да речу
и може и неки кафит, може неки ресторан. Нек ме викнев, јас сам тедеш. Ја ќе ги удостојам, ќе ги го раскажу моју напатену живот причу. Смири се. Разбираш ли? Така е. Тежак овој мој живот, каков што е. И на сви ќе ги раскажу каков сам ја од едну тужну професија, од еден тужен живот, како сам успеал да остану, да речу оној на ноге и да се смеju и да биду оптимистичан и добар овој граѓанин овој нашо северно од ова држава. Не мора Абе, од јака ми више душа, да и до више сам гладан, овој стомаче треба више да се подпуни. На крај, драги мои гледачи, се натажи Перо Гуртна, мораме да прекинеме на оваа емисија, овој подкаст. Ти благодарам, Перо, што ни беше гостин и можеш да излезе за да проветриме малце. Фала ви душе, останете ми у добро расположение и се видимо. Ајде душа.